Источниот дел од државата денес во портокалова предупредувачка фаза. Во овие реони се предвидуваат температури повисоки од вообичаените за овој период од годината. Според Управата за хидрометеоролошки работи, дневната температура ќе се движи од 35 до 42 степен, а УВ индексот изнесува 9. Од овие причини владата вчера на седница на предлог на Министерството за здравство донесе дополнителни препораки за заштита на населението од високите температури. Ослободување од работните обврски на сите лица кои работат со скратено работно време поради здравствени причини, како и бремените жени и хронично болните лица постари од 60 години. Од владата со препораки да се избегнува вршење градежни работи на отворено во периодот од 11 до 17 часот. Граѓаните на општина Кочани во ова време на портокалова предупредувачка фаза повторно се движеа по улиците. За тоа како се справуваат со топлото време ни одговорија. Малку тешко ние постарите, али издржува се. Да се седи дома, без потреба да не се искача надвор. По потреба мора да искочиме. Тешко. Ако мораме да излаваме надвор, ако не, нема да што да правиме, мораме да слушаме ги докторите. Никако. Тешко и така. Какво да се справуваме, гледа и сами. Бегаме по ценка, друго ништо. Кој е морално да идеш да завршиш работа, тоа и треба да го направиме. Користиме ги сенките и дома по ценки, ладовина, времето е страшно. Кој може да издржи, ќе издржи, кој не може да издржи. За населението и натаму важат општите препораки за заштита од високите температури согласно акцијскиот план за заштита од топлотни бранови. Носење на светла и лесна облека, а при директна изложеност на сонце заштитни очила и капа. При сончење се препорачува да се користи крема со висок заштитен фактор, да се внесува помало количество храна, претежно овошје и зеленчук, а помалку мрсна храна. Да се внесуваат големи количества на течности, а да се избегнуваат алкохолни пијалоци. При влегувањето во возило потребно е одреден период за да се проветри возилото. Со цел заштита на здравјето на ранливите групи на население се препорачува хронично болните лица редовно да ја земаат препишаната терапија во консултација со матичните лекари. Поради високите температури и зголемената можност за труење со храна и цревни заразни заболувања, се препорачува задолжително миење на земјоделско-градинарските производи пред нивната употреба, како и голема внимателност при консумирањето на термички подготвената храна. Се препорачува да се избегнуваат мајонези, термички обработени јајца и внимателно да се консумира сладолед и разни кремови.